Во оваа епизода ќе зборуваме за нешто што го промени начинот на кој што размислувам и работам како девелопер. Значењето и придобивките од градење и бидување дел од заедница. Ако сакаш да започнеш своја заедница или си скептик за придобивките од бидување дел од заедница на програмери, епизодава е за тебе. Од себичната гледна точка. Најлесно е да изградиме аргументи врз прашањето што јас добивам од членувањето во заедница. Под членување не подразбирам само приклучи се на Discord или на Facebook или на Slack, што и да е. Пред се мислам на активно членство, споделување, помош, прашување и слично. Одговорот се сведува на две основни добивки. Пристап до support network, мрежа на поддршка, и имање на публика. Епизодава е инспирирана од два блог постови што ги напишав пред известно време. Ќе оставам линкови во описот на видеото за тие што сакаат малку подлабок дајв во темава. Под support network, а пошироко и заедница би рекол, мислам на група од луѓе со ист интерес, колеги можеби, што не се стрикно поврзани по линија на фирма и работа. Без разлика дали си почетник или веќе имаш подолга кариера, секогаш има нешто ново да се научи, но веројатно сите ќе се согласиме. Секако, нема да најдеме двајца што учат на буквално истиот начин, но да имате кого да прашате е секогаш добра идеја. Или група на некои што можете да ги прашувате, наместо една добивате повеќе перспективи или одговори, што секако ќе ве информираат подобро. Без разлика дали учите нешто ново или пробувате да се одглавите од некаков лош баг. Имање на група на која што можете да го поставите прашањето е секако добра идеја. Доколку помисливте дека ова е нешто што можете да го добиете и од документација, блогови, видеа, да, ама не е целата слика. Тоа што статичната содржина не може да ви го понуди е прецизен одговор на точно вашиот проблем и прашање и искуството што доаѓа со одговорот, односно споделување на перспективата за тој конкретен проблем, то би го добиле директно на вашето прашање. Дополнително треба да земеме во предив дека не е добивката само во техничкото споделување на знаење од заедницата. Голем дел од проектите што сум ги работел, работните места што сум ги имал низ кариерата и слично, дошле од луѓето што ги познавам, со кои што сум работел и заедниците во кои што членувам. Станува збор за доверба, примерно. Доколку познавате некако, имате искуство и веќе воспоставена комуникација, давањето препорака за таа личност секако е полесна. Според тоа, воспоставувањето на врски во некоја заедница само бенефит може да ви донесе. Со ова не сакам да кажам дека треба активно да членувате во некоја заедница само за да се вработите, но секако е згоден сайд ефект. Исто така од друга перспектива, еден од наједноставните начини да ве забележат, без разлика на целта што ја имате со тоа што сакате да ве забележат, е споделувањето на тоа што го работите. Исто така познато како working in public. Дали се тоа написи, видеа, некоја ваша апликација, демо за нешто или слично, колку повеќе работите јавно и споделувате, толку повеќе луѓе ќе ве забележат. Равенката е едноставна. Доколку пак го правите тоа во контекст на заедница, влијанието е уште поголемо. Заедниците се составени од луѓе со сличен интерес, добивате потаргетирана публика. Според тоа, ќе добиете подобар фидбек и вредноста што ја носите со споделувањето е поголема. Само заради тоа што теоретски, тоа што го споделувате е порелевантно на заедницата споредено со, например, јавно споделување на Facebook или на Twitter. Но, треба внимаваме што споделуваме. Целта на содржината што ја пуштате во јавност е да има вредност за публиката на која што ја споделувате. Инаку, споделување само за да споделите нешто, реално е спам. Спакувано на малку поинаков начин. Замислете заедницата како публика. Публика што најверојатно има интерес за нештата што ги работите. Секако да не заборавиме дека споделувањето и работата во јавност не им доаѓаат природно на сите. Ни мене лично не ми беа. Ако не сте комфортни со работа во јавност, само бидете наоколу. Некогаш само коментар или реакција можат да направат разлика. Но, би ве охрабрил сепак да пробате да учествувате активно со нешто ваше, ваша креација. Не знаете на кого може да му биде од помош. Исто така, food for thought. И фирма може да третирате како заедница. Правилата се слични. Кога зборуваме за градење заедници,
Придобивките што ги спомнам за членувањето во заедница остануваат исти за вас како теоретски градител на заедница. Но мора некој да ги почне, така? За мене лично, одговорот за тоа зошто почнав заедница е едноставен. Лична фрустрација. Да појаснам. Морав да патувам за да учествувам на митапси, конференции, да сретнувам интересни луѓе во индустријата. И наместо да се жалам дека кај нас го нема тоа што ми треба, го почнав самиот. Во кратки црти, така се роди Beer.js Скопје. Ќе оставам линк до долгата верзија од блогпостот. Но, научив многу од самото искуство. Научив како да организирам настани. Научив како да зборувам подобро на сцена. Воспоставив релации и пријателства што инаку мислам дека немаше да се случат едноставно. И најбитно од се чувството кога повеќе од 200 луѓе ќе дојдат на настан, искрено е незаменливо. За мене лично е уживање. Да, знам дека фактот дека не се плаќа пивото на Beer.js има влијание, ама не е ни битно. Сепак салата е полна кога има презентации. Со ова би сакал да им се заблагодарам на сите што беа на вчерашниот Beer.js. На вистина одличен начин да се отвори сезоната на настани за оваа година. Ќе оставам линк до лайв стримот во описот за сите што ги интересира, а индивидуалните видеа доаѓаат деновиве. И, ако случајно ти треба причина да почнеш заедница, искористи епизодава како причина. Мислам дека има место за уште многу IT заедници кај нас. Далеку сме од покриени со сите технологии, теми, платформи и така натаму. За совети, идеи и слично, DMs are open. Слободно пишете ми. Ви благодарам за прегледот, за секој лайк и subscribe. Се гледаме во понеделник.